албанските политички партии, односно дека заменик министр Мани ги легитимирале навредите врз албанскиот народ. Протести, како што јавуваат дописниците на МИА, попладнево почнале и во Тетово и Куманово. На Тетовскиот градски площад се собра околу 200 лица, кои се упатија кон судот, а најави дека ќе одат и пред седиштето на ДУИ во Мала Речица. На Куманово протестите почнаа во центарот на градот, а по ноќе кон судот, општинската зграда и полиција. Инциденти не се регистрирани. Државниот секретар на САД за Европа и Евроазија Филип Гордон во ведното излагање пред Сенатската комисија за надворешни односи рече дека престојниот самит во Чикаго нема да биде самит за проширување, но дека САД остануваат на политиката на отворени врати за членство. На кандидатите за членство Македонија, Црна Гора, Босна и Грузија ова јасно ќе им го соопшти државната секретарка Хилари Клинтон, која ќе има средба со делегациите на овие земји, рече Гордон. Посредникот Нимец. Вклучени сме во процесот и ги повикуваме Македонија и Грција да најдат взаимно прифатливо решение за името со цел да се исполни одлуката од самитот во Букуреш и да се даде покана за членство на Македонија, вели Филип Гордон, заменик државниот секретар на Соединетите Американски држави. Доделени се првите субвенционирани кредити од владата на Република Македонија од проектот Купи куќа, купи стан. Одлуките на 50 добитници на кредитите ги врачи денеска вице-премиерот и министр за финансии Зоран Ставлевски. Граѓаните презадоволни изразуваат благодарност до владата за проектот и можноста го решат своето стамбено прашање. Вредност на доделените кредити, како што рече министерот, е 1.447.614 евра, од кои одобрените субвенции се 271.200